Добар ден. 21. март се одбележува како ден на пролетта, на поезијата и на лицата со Даунов синдром. И урбаните вести денеска ги обработуваат токму овие теми. Останете со нас, започнуваме веднаш по генералната најава. Во општина Илинден започна проектот со зеленилото против загадувањето. Постојката во ГТЦ повремено затворена поради градежни работи. Со балетска представа одбележан светскиот ден на Даунов синдром. Кампањата плати со поезија по 4ти пат во Скопје и Велес. На површина од 80.000 метри квадратни со реализација на проектот со зеленилото против загадувањето ќе се разделенат 25 локации во општина Илинден. Планирано е да се засадуваат дрва покрај пишачко-велосипедските патеки, општинските улици и патишта, домовите на култура, училиштата, детските градинки и спортските терени. Како дел од активностите за заштита на животната средина, општина Илинден во текот на март ќе го реализира проектот со зеленило против загадувањето. Реализацијата на проектот започна денеска, а зеленувањето се одвиваше кај спортските терени во населба Илинден, каде што се засадуваа листопадни зимзелени садници. Во акцијата се вклучи општинската администрација на чело со градоначалникот Жика Стојановски, кој нагласи дека целта на овој проект е преку раззеленување на јавните површини во урбаниот дел на општината да се придонесе за подобрување на квалитетот на воздухот, унапредувањето на животната средина, како и подобрување на условите за живење и квалитетот на живот во локалната заедница. Секретарот на општина Илинден Дејан Богдановски информира дека оваа акција ќе се одвива покрај пишачко-велосипедските патеки, општинските улици и патишта, домовите на култура, училиштата, детската градинка и спортските терени. Целта на оваа акција е пред се уредување на јавните и зелени површини во урбаниот дел на општината, пред се покрај пешачко-велосипедските патеки, покрај локалните улици и патишта, површините пред домовите на култура, образовно, спортските установи, терени, се оние и други јавни површини, се оние површини каде што има потреба од уредување, озеленување, посадување на нови садници ќе бидат вклучени во оваа акција. Со активностите од проектот за раззеленување се опфатани 25 локации на површина од 80.000 метри квадратни. Во засадувањето дрва денеска се вклучија учениците од средното модуларно училиште, како и дечињата од детската градинка. Во акцијата се вклучи бизнис секторот, општинските комунални предпријатија и општинската администрација. Во оваа акција се вклучени сите чинители во локалната заедница, почнувајќи од најмладите учениците, младинците, вработени во јавниот сектор, бизнис секторот, местните заедници, пензионерите, сите граѓани и сите оние добронамерници кои што сакаат да дадат свој допринос во успешноста на оваа акција. Градоначалникот на општина Карпаш Стефан Богоев ги посети основните училишта Војдан Чернодрински и Аврам Писевски, при што ја нагласи важноста од свесно делување во корист на екологијата и животната средина. Учениците од основните училишта од општина Карпаш преку еколошки акции, работилници за селектирање на отпад и изработка на креативни предмети, едукативни предавања и чистење на училишните дворови го одбележаа денот на пролетта и екологијата. Во основното училиште Војдан Чернодрински се одржа интерактивно предавање со дел од учениците, на кое присуствуваше и градоначалникот на општината Стефан Богоев. Учениците даваа теоритски одговори на прашањата за рециклирање и компостирање на отпад, но се вклучија и со практични примери од секојдневието, како паметно да ги користиме пластичните амбалажи, старата облека или хартија. Основците ја истакнаа потребата од поголемо користење на велосипедот како превозно средство со кое директно влијаеме врз намалувањето на загадувањето и предонесуваме за подобрување на нашето здравје. Градоначалникот Богоев посочи дека од примарно значење е секој да биде одговорен за заштитата на животната средина и додаде дека само со здружени сили и работење на свеста кај сите граѓани можеме да придонесеме за почиста општина и создавање вистинска екозаедница. Денес по повод денот на екологијата сме во обиколка на неколку основни училишта на територија на општина Карпаш. Децата имаат креативни работилници, ги чистат училишните дворови. Во некои од училишните дворови се садат и нови дрва, се со цел да се одбележи денот на екологијата, да бидат училишните дворови чисти и дополнително раззеленети, но и да се работи на свеста на дечињата од страна на нивните наставници кои ги учат како да ја зачуваат
здравата животна средина и да унапредат, односно да ги искористат и сите методи на рециклирање, компостирање и заштеда на вода и електрична енергија, што исто така придонесува кон заштита на животната средина. По посетата на Војдан Чернодрински, Богоев присуствуваше и на работилниците во основното училиште Аврам Писевски во Бардовци, каде што се изработуваа украсни цветови од хартија и пластика, се цртаа цртежи со еколошки теми и пишуваа креативни раскази за начинот на спас на планетата Земја. Во дворот на ова училиште е предвидено засадување на нови садници и оплеменување на просторот со нови цвеќиња и зеленило, со цел да се добие градина за која одговорни ќе бидат учениците. Градот Скопје денеска распиша јавен конкурс за најголем придонес за животната средина. Пријавувањето почнува веднаш и трае до 15 мај 2018 година. Во рамките на традиционалната акција Денови на пролетта, Денови на екологијата, градот Скопје денеска распиша јавен конкурс за избор на еколошка компанија, за најголем придонес во областа на животната средина, за најубаво уреден двор на куќа, зграда и институција, стопански објект и најубав состав и цртеж на тема екологија за учениците од основните и од средните училишта. За првите две категории предвидена е по една награда во износ од по 45.000 денари. За третата категорија, најубав двор, предвидени се 3 награди: индивидуално домување, колективно домување и институција, фирма или стопански објект во износ од по 40.000 денари. За четвртата и петтата категорија се предвидени 2 награди: една за ученици во основните училишта и една за ученици во средните училишта во износ од по 10.000 денари. Пријавите на заинтересираните се доставуваат по пошта на адреса Град Скопје, сектор за заштита на животната средина и природата, булевар Илинден, број 82 или во архивата на градот. Од службата за односи со јавност информираат дека пријавувањето почнува веднаш и трае до 15 мај 2018 година. Разгледувањето на пристигнатите пријави и одбирањето на кандидатите го врши соодветна комисија, која градот Скопје ја формира од представници на вработените во секторите на Град Скопје и од невладините организации. Поради градежни работи, автобуската постојка во подрумот на градскиот трговски центар е привременно затворена. Град Скопје информира дека наскоро автобусите на ЈСП со број 50 повторно ќе може да поминуваат низ ГТЦ. Откако во дел од медиумите се појави информација дека автобуската постојка во градскиот трговски центар е повторно затворена, само по 1 месец откако свечена беше пуштена во употреба по долгогодишната пауза, градот Скопје излезе со официјално соопштение во кое остро ги демантира овие информации. Ви информираме дека пренасочувањето на движењето на автобусот со број 50 е привремено заради изведување градежни работи, односно се врши реконструкција на улицата што минува под градскиот трговски центар. По завршувањето на оваа реконструкција, автобусите повторно ќе застануваат на автобуската постојка во подрумот на ГТЦ. Воедно сакаме да ве потсетиме дека за повторното отварање на оваа постојка не беа потрошени финансиски средства на градот Скопје, се навидува во соопштението од Град Скопје. Оттаму порачуваат дека медиумите не треба да ги доведуваат во заблуда корисниците на ЈСП, изнесувајќи како што велат полувистина и представувајќи ги привремените сообраќајни режими како постојани. Реконструкцијата на повеќе улици истовремено направи сообраќајен хаос во општина Бутал. Граѓаните реагираат бидејќи времето за патување им се продолжило за речиси половина час. Сепак, градските власти уверуваат дека градежните работи ќе завршат за помалку од 1 месец, пошто општината ќе добие модерни сообраќајници. Сообраќајниот метеж на улицата Буталска, која е единствената опција за поврзување на жителите на Бутал, Радишан и Љубенци, Љуботен, Чучер, Сандево и многу други населени места со централниот дел од Скопје, ќе трае до 15 април. За кога, како што најавуваат од градот, треба да заврши поврзувањето на булеварот Христијан Тодоровски Карпош со улицата Цетинска. Улицата Буталска нема капацитет да го собере целиот сообраќај и на неа се создава голем сообраќајен метеж, особено на крстосницата со улицата Босна и Херцеговина и на кружниот тек со улицата Боца Ивановска, каде патувањето во просек се продолжува за околу 25 минути. Од Министерството за внатрешни работи во изминатата недела на овие две точки се распоредени полицајци кои го регулираат сообраќајот. Во согласно со изведбениот проект во оваа фаза на реализацијата на булеварот Христијан Тодоровски Карпош треба да се изведе спојување на атмосферската и фекалната канализација со постојната подземна инфраструктура на улицата Цетинска.
Изведбените решенија се затикнати и врз основа на нив претходно се изработени времени сообраќајни решенија, што треба да ги спроведе сообраќајната полиција за регулирање на сообраќајот и непречено движење на возилата и јавниот превоз. Работите на оваа фаза треба да се завршат најдоцна до 15 април оваа година, информираат од град Скопје. Сообраќајниот метеж на улицата Бутовска се создава бидејќи освен градежните работи на булеварот Христијан Тодоровски Карпош, истовремено за сообраќај е затворена и улицата Александар Рударевски, која ги поврзува населените места од подножјето на Скопска Црнагора со центарот на градот. Што се однесува до улицата Александар Рударевски, работите треба да финишираат до првата недела од мај. Поради зимските и влажни денови се одложи завршницата од работите на коловозот, а останатата инфраструктура и тротоарите се изведени, информираат од град Скопје. Продолжувањето на булеварот Христијан Тодоровски Карпош се врши во две фази. Првиот дел од булеварот почнува кај надвозникот во близина на социјалните згради во Бутел 2, се до улицата Натанел Кучевишки во Бутел 1. Вториот дел ќе се гради од споменатата улица до големата клучка на Скопската обиколница кај Љуботенски пат. Кога ќе биде целосно завршено продолжувањето и булеварот ќе треба да се поврзе со обиколницата и да се добие нова сообраќајна алтернатива за неколку десетици илјади граѓани. Почетокот на изградбата на првата фаза од продолжувањето на булеварот Христијан Тодоровски Карпош почна во декември 2015 година. Вредноста на проектот, како што тогаш беше најавено, изнесува околу 160 милиони динари или околу 2,6 милиони евра. Со балетската представа Сите во ист свет живееме. Денеска во Кинотека на Македонија се одбележува светскиот ден на Дауновиот синдром. Центарот за Даунов синдром 5-та година поред се приклучува кон оваа кампања поддржана од Европската унија и УНИЦЕФ. Центарот за Даунов синдром денеска во Кинотека на Македонија го одбележа светскиот ден на Дауновиот синдром. Во рамки на одбележувањето се одржа балетска представа насловена Сите во ист свет живееме, која е дел од проектот И јас сакам да бидам балерина, поддржан од Европската унија и УНИЦЕФ. Преку овој проект, Центарот ги започна првите чекори во градење врска помеѓу неколку балетски педагози и деца со Даунов синдром, со кои се зголеми вирбата дека танцот е областа во која и луѓето со Даунов синдром се пронаоѓаат. А тоа можеше да се види од одличните изведби на сцената во Кинотека на Македонија. Ида Мантон, која Центарот за Дауновиот синдром го осмисли и го отвори во април 2013 година, една година по раѓањето на незината ќерка со Даунов синдром Луција, истакна дека во последниве години се работи на поинаков начин за како овие лица подобро да се вклучат во заедницата. Во Македонија во последниве години се работи на поинаков начин на квалификување на функционалноста на лицата со Даунов синдром. Тоа е еден сосем поинаков проект кој што го поддржува УНИЦЕФ и се надеваме дека веќе нема да разговараме за начини на попречености, туку во следниве години и декади ќе зборуваме за функционалност, можности и како може да ги вклучиме лицата со Даунов синдром подобро. За да се случува сето тоа, ние во Центарот веруваме дека треба да се понудат сервиси од моментот на раѓањето, не само на детето, туку и целосно на семејството. Луѓето со Даунов синдром многу често ги привлекуваат сценските уметности. Придобивките од танцот имаат голем придонес во развивањето на индивидуалниот потенцијал. Искра Ветерова, која работи со овие деца, рече дека тие не се деца со посебни потреби, туку дека се поинакви и треба што повеќе да се дружат со останатите за да видат дека и тие се прекрасни. Уште првиот пат, кога ја подготвувавме представата, човек прво гледа дека се тие поинакви. Јас само така можам тоа да го крстам. Тие не се со посебни потреби, тие се едноставно поинакви. Но кога ги запознава, веќе не го забележува тоа. И тоа истото би се случувало кога тие би биле вклучени во, почнувајќи од основното образование, средно образование, секако високо образование, тие можат да постигнат се. Работата е што ние системот всушност, мора да им ги отвори вратите, за да може да го постигнат тоа. На крајот на представата, која ја правевме, баш со Ида зборувавме, јас
престанав да ги гледам како лица со Даунов синдром. Тие беа за мене Мила, Тина, Александар и сите оние прекрасни луѓе кои ги запознав. Проектот "И јас сакам да бидам балерина" завршува со неколку значајни постигнати цели, а тоа се балетската представа која ја изведуваат децата во Кинотека на Македонија, сликовницата "Девојчето на ридот" и приречник за балетски педагози. Во 36 држави и во над 1400 кафетерии низ светот денеска се одржува настанот "Плати со поезија" по повод Светскиот ден на поезијата 21 март. Кај нас настанот годинава се одржува по четврти пат на 10 локации во Скопје и Велес, каде што граѓаните своето кафе го плаќаа со стихови поезија. Четврта година поред Македонија е дел од глобалниот настан "Плати со поезија", што го организира Јулиус Мајнал во 36 држави и во над 1400 кафетерии низ светот, по повод Светскиот ден на поезијата 21 март. Оваа година во Македонија настанот се одржува на 10 локации во Скопје и Велес. Целта на настанот "Плати со поезија" е да се потикне поетскиот дух кај сите, кога секоја година на ист датум се подарува уникатна можност испиеното кафе или чај да се плати со поезија, извор и валута на најуникатните човекови емоции. Во рамките на оваа кампања, граѓаните своето кафе или чај имаа можност наместо со пари да го платат со стихови поезија, а околу 20 поети кои се вклучија во кампањата на Јулиус Мајнал ги разменуваа своите искуства и мислења со сите кои сакаат да ја негуваат поезијата на овој ден. Ирена Јурчева и Сеида Бегановиќ се поетесите кои денеска се дружеа со граѓаните во Дион. Целта на оваа кампања "Плати кафе со поезија" е промовирање на убавиот збор, на убавината на јазикот, на разноликоста на јазиците, затоа што, да се признаеме, не правиме муабет за поезијата. И ова е убав ден, убав начин да се прослави пишаниот збор. Поетите и поетесите се вклучени во оваа кампања со мал придонес, помош, инспирација на секој оној кој што сака да се изрази креативно. Тие се тука секогаш да го насочат, да му дадат инспирација, да му помогнат. Инспирација се десила многу одамна и нама треба нешто само да не запре. Сега, кај ќе се запреш, може да биде планина, кафеана, соба, така натака, али мислам дека многу поети и уметници имат биографски сериозни моменти со кафеаните. Значи, историја наша цивилизација и култура е одбележена со присуство на боемите во кафеани. Јас знам дека први книги морав да се изолирам и знам дека доста песми напиша баш на овој кеј. На одбележувањето на Светскиот ден на поезијата и на кампањата "Плати со поезија" се приклучи и уметникот Живко Поповски Цветин, кој неговите слики кои денеска ги сликаше ќе ги подарува на оние кои ќе напишат стихови поезија. Се придружив на овај прекрасен убав ден, денот на поезијата, денот на пролета, денот на екологијата, денот, би рекол, на цвеќето кое веќе започнува во ливадите и да цутат овошките во овошните градини. Така да еве во овај, така да речам, расадник на Скопје на поезија, на поети, сум дел од овај настан. Јас ќе ги сликам моиве цвеќиња на мирот и ќе ги подарувам на оние што ќе пишуваат поезија, не сакајќи да им земам дел од она што тие го прават. Јас го правам сликајќи ги цвеќињава како поезија, зашто секоја слика си е своја приказна. Светскиот ден на поезијата е посветен на оние кои го исполнуваат светот со страст преку пишаниот збор. Во настанот годинава се вклучени скопските кафетерии Лофт, Ривија, Наргиле, Фонтана, Дион, Цинтербар, Бадубар, Джусибар, Сквер 21 во Скопје и Чао кафе во Велес. 73-годишниот Адам Загаевски од Полска, кој има издадено 13 поетски книги, е овогодинишниот добитник на наградата Златен венец на Струшките вечери на поезијата.
Адам Загаевски од Полска е годинашен добитник на Златен венец на Струшките вечери на поезијата, соопшти дирекцијата на Струшките вечери на поезијата денеска на пресконференција. Високото признание на 73 годишниот поет ќе му биде врачено на 57-то издание на поетскиот фестивал, кој се одржува во август. Адам е автор на 13 поетски книги, но е и есеист, прозен писател и професор по филозофија. Во писмото по повод неговиот избор за лауреат на Струшките вечери на поезијата, Загаевски вели дека никогаш не бил на Струшкиот фестивал, но дека не треба да се биде физички присутен таму за да се знае, како што вели легендата за тој фестивал и за таа награда. Председателката на управниот одбор на Струшките вечери на поезијата Елизабета Шилева рече дека Загаевски е едногласно избран за годинашен лауреат, дека е еден од водечките гласови во современата светска литература и автор кој ужива неподелен углед меѓу најрелевантните имиња во современата поезија и критика, поттикнувач, како што рече, на зголемен интерес кон творештвото на источноевропските и словенски писатели. Повремени врнежи од снег и намалување на температурите за 10 степени најавуваат од утре метеоролозите во наредните денови. Од утре, под влијание на студена воздушна маса, времето ќе биде облачно со повремени врнежи од снег, а во крајниот југоисточен дел од дожд. Локално ќе има услови и за појава на замрзнат дожд. Најмногу врнежи ќе има во четврток, кога на повеќе места се очекува да наврнат околу 20 литри на метар квадратен. Во поголем дел од земјава ќе се формира помала снежна покривка, а на планините значително ќе се зголеми. Во Скопје времето денес беше облачно со врнежи од дожд со температури до 13 степен. Во следните денови температурите во Скопје ќе бидат во интервал од -1 до 5 во петок, од 0 до 6 степени во сабота и од 1 до 8 степени во недела. Пред да ги завршиме урбаните вести, уште една информација. Објектот на хотел Ибис, лоциран до трговскиот центар Олимпико, корисниците од улицата Јурија Гагарин од број 103 до број 115 непарни броеви. Објектот на трговскиот центар Олимпико и објектите околу него, како и корисниците од булеварот Митрополит Теодосиј Гологанов, во општина Карпаш, утре од 9 до 10 часот и 30 минути ќе останат без напојување со електрична енергија. Во периодот од 9 до 13 часот без струја ќе биде и објектот на КАДИС во трговскиот центар Олимпико, општина Карпаш. Со оваа информација го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.